skoro. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. Dojdi, mili Isuse, vo mojevo srce. I eve ke dojdam skoro, i so mene otplatam, se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Se komu ke dadam spored delata, kolku ljubov vo srcata. Mir vam, slava ti Gospode Isuse Hriste. Slava ti na ovaj sneg što го izlevaš. Вораната мугра уште не е доразденето. Која е таа сила на љубовта која те станува во 4 во мугрите? Да се радуваш во духот, да се преплавиш со љубовта Исусова, да му служиш на Исуса Христа. Знаете, те сакам, Господе Исусе Христе, да останеш во Исусовата љубов. Можем уште понапред да биде на светло. Јас те љубам, Господе Исусе Христе. Видете, целата суштина е како вистински да застанеш пред Исуса. Како вистински да му се предадеш. Многу луѓе мислат дека работат за Бог, се закачуваат на интернет, по телефон, разни сотрудници на телесниот свет, на духот на овој свет. Мислат дека работат за Исус. Разни теории, дека јас сум на грешен пат. Јас сега и секогаш и во вечни векови им велам дека јас му припаѓам на Исус Христос. Негова собственост сум. И ќе си имаат работа со Него. Морам да им кажам, тогаш гревот останува. Ти тогаш недостојно јадеш од лебот, еве го тој стих Коринтијаните 11, 27, 31. Секој што недостојно јаде од лебот и пие. И тие уште така физички леб јадат. А Исус вели, јас сум лебот. Видете, и сега како Исус? Исус им вели, јас имам храна што вие не ја знаете. Недостојно јаде од лебот или пие од чашата Господова, виновене за непочитување. Виновене за непочитување на телото. И јас му велам, јас му припаѓам на Исус. Не, ти си грешен. И јас сум грешен што сум припаѓам на Исус, а ти што припаѓаш на некоја поделена телесна црква, вашата црква, вашата вера, апостолска црква. Црквата е на Исус Христос, не е на апостолите. Те сакам, Господе Исусе Христе. Те сакам. Секој прво нека се преиспита, потоа нека јаде од лебот и велиш дека си христијанин и да пие од чашата, принесена како Господова спомен вечера. Да Исус го раскрши лебот. Зборува и денеска низ мене, татко мој, нека твојот дух ги допре сите оние кои се жедни за твојата љубов. Да тој го раскрши лебот и им рече, јадете, ова е моето тело. Тој се раскрши. Тој го даде својот живот за овците. Тој оди за загубената овца, додека не ја најде. Он го дава својот живот за браќата. Он ја пролеа својата крв. Тоа е виното. Пиете, ова е мојата крв. И сега тие го прават, правете го ова за мој спомен. Тие го прават само за спомен. Ти не си активен содейственик. Ти си само пасивен како статиста во театар. Правиш некоја слава, славиш некој друг именден. Постираш за светци. Извинете, Исус рече, царството, силата и славата. Татко се твои. Тие се на таткото, ти ги земаш и ги даваш на друг, те излажал некој. И затоа им реков апостолите. Затоа им реков, им велам, вие сте виновни, владици, попови, пастори, водачи на заедници, кои ги водите луѓето, не влегувате. И вие и не ги пуштате нив. Секој прво нека се преиспита, потоа нека јаде, нека пие. Зашто оној што зема учество, велиш дека си христијанин, а немаш правилна вера. Јас му велам, јас му припаѓам на Исус. Кога некој ќе ми рече, јас му припаѓам на Исус, јас знам каде се наоѓам. Пред кого стојам. Без разлика дали тој се уште формално или само во умот, намерата е битна.
Значи, нема правилна вера. Не ми рече една сопруга, ќе рече, една сотрудничка. Јас не припаѓам никому, на Исус му припаѓам. Ја си реков, зошто не доаѓаш во заедницата? Не можеш да примиш, одиш ваму, одиш таму, одиш ваму. Јас не припаѓам никому на Исус, јас застанав. Ако му припаѓаш на Исус, тогаш ти имаш служба. Јас не се мешам тука. Не ни знам зошто, ако е тоа така, но не ја осудив. Видете? Но не можам да дозволам, седиш, не примаш дух, морам да ти кажам, ако му припаѓаш на Исус, ти ќе имаш служба и ќе врескаш по улици. Исусе, Исусе, Исусе. 3 манифестации се. Дали ти му припаѓаш на Исус? Првата е, мене ќе ме прослави, кога ти ја дојде духот. Значи, треба Исус да дојде во твоето срце. Како да дојде кога си се заклучил, не му даваш. Се држиш за старото, за традициите. Тие сега палат огнови, рипаат по крстот. Ти им велиш дека тоа е адет. Од Орфеево време. Орфеј крстевал. Прекрстувал. Орфеј исцелувал на вода. Елеусински мистерии си простувале, се капеле во водата. Пеонците го фрлале царот во реката. Прочистување низ вода. Видете, ти им го кажуваш тоа. И ти после тој верува дека крстот водата се свети. Бидете свети, ти треба да бидеш свет. Исус да живее во твоето срце. Ако не живее во твоето срце, значи 3 манифестации. Првата е, мене ќе ме прослави, само Исус ќе го славиш. Нема да славиш секакви глупости, слави. Или доктринарни цркви. Втората е, ќе вика татко, ава оче. Нема да викаш Господе. И третата е, Господе Исусе Христе, тој не можеш да речеш ништо, не можеш да го наречеш Господе Исусе Христе да повторуваш, а ти збориш за Боже, 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 Боже. Не секој што вели Господе, Господе, ќе влезе, за тоа се однесува тој стих. Значи, оној што зема учество во црквата, во заедницата, во спомен вечерата Господова, нема правилна вера, разбирање и почит спрема телото на Господ. Заедницата е негова, црквата е негова. Ти му викаш, јас му припаѓам на Исус, тој си тера по своето. Си навлекува осуда врз себе. Осуда си навлекува. Затоа јас му велам, јас му припаѓам на Исус, немој да правиш. Затоа меѓу вас има многу слаби, болни, а некои дури и починаа. Ете, затоа се болни христијаните и затоа се болни умираат. Тоа е аларм на гревот. Те сакам, Господе Исусе Христе. Слава ти, Исусе. Кога самите себе си би се преиспитувале, не би биле казнувани. Сам да се преиспиташ. Кога Господ не кара и казнува, тоа е за да не поправи. Мораш да се промениш, да се поправиш, па да не бидеме осудени заедно со неверничкиот свет. Така да болеста, и го кажувам јас тоа. Некогаш е благослов да повикаш кон Исус, да повикаш и да останеш во тој повик. А ако се тргне болест, ако се вратиш во светот, што фајде имаш од тоа? Значи, драги мои, кога се собирате да јадете храна што ние не ја знаеме, Исус, Господова спомен вечера, причекајте се. Тоа е кога му дозволуваш на Духот да те обликува, да те учи, да те води, кога Исус живее во твоето срце. Тоа е христијанство. Ако е некој гладен, нека јаде дома. Така вашите собирања нема да ви носат осуда. Значи, собирања кои носат осуда, божевни цркви, телесни цркви, деноминацијски заедници, осудуваат други, немаат љубов. Не велат татко мој и Господе Исусе Христе и не го слават само Исус. А за другите работи ќе ви дадам упатства кога ќе дојдам. Апостол Павле им зборува во духот, кога ќе дојде, каде да дојде? Па во твоето срце, синко, ако не дошол Исус, како да ти објаснувам? Телесниот човек не разбира. Телесните луѓе се како животни, како некои животинки врескаат, прават некои адети. Тоа е како инстинктивно мозочно телесно водство да те потсети дека има некој таму, некој горе. Може би е Дедо Мраз или Дедо Боже. Не, тоа е Исус Христос. И те вика троединен Бог. Да, таткото кој е љубов вечна, го испрати својот син видлив за нас.
и Духот кој треба да живее. Со Духот сум со вас. За да биде со Духот со вас, треба да го отвориш срцето, да му дозволиш на Исус и Отецот да живеат во тебе. Тоа се тие три Божји сведоштва. Бог Отецот живее во тебе, Словото тогаш е живо во тебе и Исус е жив. И Духот. Ти си духовен човек, го разпламтуваш твојот дух. За духовните дарби и дарови. Сега, драги пријатели христијани, сакам да ви напишам нешто и за духовните дарби. Односно за даровите што Светиот Дух му ги дава на секој од нас. Тие мисла дека имаш дарови, ти јас имам дар за исцелување, јас имам дар за ова. Видете, Исус не направи ништо од себе. Отецот ги врши делата, Духот ги врши делата, Он зборува, Он одлучува. Значи, ти треба да дојдеш до таа позиција, Он да те води. Тогаш ќе ги имаш сите дарби кои што можеш да ги поднесеш. Но ги немаш ти, Он ги врши, Духот те води, Син Божи е оној кого го води Духот Божи. Ти се занимаваш со некои други работи. Пази сега. За да немате погрешна представа за ова прашање, кога бевте пагани, бевте заведени, влечени кон обожавање на неми идоли, на разни нешта, обожуваат и денеска. Дури и основачи на заедници обожуваат. Сакам да ви кажам како да разликувате дали нешто на вистина е од Отецот. Како? Па ете тоа е тоа. Се што е од љубов, например, тоа е Духот на Отецот. Како што ниеден човек кој е воден од Божиот Дух. Дали си ти воден од Божиот Дух, сам преиспитај или сам решаваш? Дали го прашуваш за се и се што? Не може да го колне, да се колне во Исус и не може да исповеда дека Исус е Господ. Тој слави друго, доколку не е воден од Светиот Дух. Тој се врзал за земна црква. Нашата апостолска црква, нашата црква толку години, не знам што, од некој што е променил, реформирал црквата. Дали си ти во еден дух со Исус препуштен, предаден? О, Исусе, златен, треба да ја спуштам колата, ми е таму долу, под една елка. Исусе, те сакам. Постојат разни духовни дарби, ки испрати ангелска војска мојот татко. Постојат разни дарби. Никој не може да исповеда дека Исус е Господ, затоа немаш дух. Постојат разни духовни дарби, но сите нив ги дава истиот дух. Кој е тој дух? Па тројца сведоци се на небото. Во еден препев, овде го нема тоа. Отецот кој живее во твоето срце. Словото кое Исус исто така живеат со Отецот и Духот кој си му дал преденство да те води. Власт врз тебе. Постојат разни начини на кои секој од нас помага во црквата. Но сите ние работиме за Отецот и за Господ. Да, ама зашто тогаш ти мене ме осудуваш ако јас велам Исусе, а ти не велиш Исусе? Па земи огледало и погледни се. Ти велиш некој друг таму, например богородично христијанство. И светците. Постојат различни начини на кои Бог действува Отецот во нашите животи, но преку сите нас тој работи. Иако си ти на подолно ниво, јас затоа им велам, јас му припаѓам на Исус Христос. Немој да хулиш човеку. Па немој човече. И апостол Павле викаше, па падна и остепе. Ке паднеш и ке остепеш. Дали ќе имаш време да паднеш и остепеш? Или на друг начин? Преку секој од нас Светиот Дух действува за општа полза на сите. На некои луѓе Светиот Дух им дал дарба мудро да зборуваат. Имаш еден пастор, вие мудрите. Те јас му реков, ако некој нема мудрост, нека ја бара од Бога, од Јаков. Па ти лути се колку што сакаш. Ние мудрите. Јас не сум мудар. Јас сум само сад да се исполнам со Исусовата љубов. Истиот Дух на едни луѓе им дал особено знаење, да ги толкуваш работите. Истиот Дух на едни луѓе им дал посебна вера. На други дарба да исцелуваат. Но само кога си еден дух со него. Кога тој те води, ти тогаш нема да наплаќаш терапии, нема да продаваш Библии, нема да наплаќаш обреди. Нема да осудуваш. Ти ќе го сеќаваат Исусовиот мир во твоето срце. Ој Исусе, цару мој, рахмас тарарам бирарахам. На некои луѓе им дава мог да прават чуда, на други да пророкуваат, на некои луѓе им дава способност да распознаваат дали Духот што зборува
На вистина е од Отецот или не? Мнозина не го знаат тоа. И гледаш водачи, пастори, заедници, попови, воџи, не знам што. Не го распознава духот. Со духот на овој свет сатаната преоблечен во ангел на светлината ги ватка, ги врцка, ги матка, си живееш на стариот начин, а велиш дека си во Исус, јадеш недостојно. Јадеш недостојно. На други да зборуваат на различни јазици, значи апостолите зборуваа пијани на разни јазици, на земни, медијански, ваков, таков, ги набројува таму во еден дел. Изборува се еден духовен јазик. Рахмастахаја марахан, рахмастахан далахам бистија, риха сахам биларим. Видите, тој ти кажува, јас сум оној кој дава се, татко на сите, љубов која никогаш не престанува. Сите овие нешта ги прави единствениот и истиот свет дух кој ги распоредува даровите, онака како што лично тој ќе реши. Јас сум самиот живот во тебе, самата љубов во тебе. Ти треба да се смалуваш, тој да се расшири и љубовта, тој дух што е во тебе, духовниот внатрешен човек, и тогаш ќе почнеш да разбираш и да викаш татко. Да викаш Исус и да го славиш Исус како што едно живо тело е составено од многу органи. Сите тие многубројни органи сочинуваат едно исто тело, така и со црквата, која е Христово тело. Христово е црквата. Ти имаат земни телесни заедници на канони, на доктрини. И потоа јадат недостојно, потоа се болни, слаби и немокни. И се водени од духот на овој свет и викаат Господе, Господе. Не сите што викаат Господе, Господе. Исусе те сакам, ќе влезат во Царството Божјо. И сега пазете го, нас не има евреи и припадници на други народи, значи Коринќаните 12:13, во таа црвената. Таму вика евреи, грци, овде нема грци. Видите како се заминува Библијата, си додаа они таму. Иако се вели Македонија и Ахаја, во контекст на тоа дека православието во Грција и православието во Бугарија не го признава православниот брат во Македонија за македонец, не го признава. А Исус вели, ке ве познаат дека сте мои ученици, мои, негови. Ако се љубите, значи не сте негови ученици. Ој Исусе, само Исусе. Значи не има евреи, припадници на други народи. Некои од нас се робови, македонци исто така, некои слободни, робови, слободни. Роб на гревот, слободен во Исус Христос, каде што е Духот Господов, таму има слобода. Секој Божиот Дух нас не крсти, не прекршува, не прекрстува и да не направи едно тело. Не прави ако сме вистина. Секој од нас го прими истиот Дух. Телото не е составено само од еден орган, дури и животните. Се има дух. Видите, негде е стврднат. Божиот Дух сите нас не крсти, од нас направи едно тело. Едно тело. Еден пастир и едно стадо. Зошто сте се поделиле на земјата? Поделени сте од духот на овој свет. Телото не е составено само од еден орган, од повеќе органи. Ако ногата рече, јас не сум дел од телото, бидејќи не сум рака, ето тоа се тие. Јас сум ова, јас сум она. Дали тоа што е нога, а не рака, е причина да не се смета дел од телото? Не се работи за личности, за садови. Исус е глава на црквата. Он води. Тоа е духот, тоа е духовно знаење, духовна сила, духовни дарови, не ти. Ти си кал земна, во која е вдахнат дух животен. Си станал жива душа. И сега викај олеле, или Исусе на помош, или куку ноне, или охи македонци, няма македонци. Ако правиш така, недостојно јадеш од ова, затоа сте болни, ќе умирате. Ако целото тело беше око, како ќе слушавме, ако целото тело беше само уво, како ќе чувствувавме мириси. Но Бог го создаде нашето тело со многу органи и ги постави оному каде што сметал дека му е местото. Он те поставил. Ти сакаш да си на друго место, друго време со други луѓе. Не тој ти ги праќа тие луѓе, ти ги праќа Исусе на помош, или куку ноне, или охи македонци, няма македонци. Марш бре, сатано надвор од Македонија, ја враќа Македонија во Исусова собственост.
Ако има само еден орган, тоа нема да представува тело. И таму вика, јас му припаѓам на Исус. Не припаѓам ни таму, ни ваму. Па ти си, значи, сама за себе. Значи, ако има само еден орган сам за себе. Ако има само еден орган, те сакам Господи Исусе Христе. Тоа нема да представува тело. Не си дел од телото. Не можеш да бидеш во заедништво со 10 души овде, сакаш да бидеш дел, се присутни од Бог. Телото е едно, но се состои од многу органи. Окото не може да ја каже на раката, не си ми потребна, ниту главата може да им каже на нозете, не сте ми потребни, јас сум поважен. Напротив, органите што ни изгледаат послаби, се многу понеопходни од оние што ги сметаме за понеугледни. И така натаму, и посебни. Ој Исусе, поголемо внимание им посветуваме на нашите понеугледни органи. Те сакам, Господе Исусе Христе, зашто нашите угледни органи немаат потреба од тоа. Бог така го составил телото, што им дал чест на органите кои ние не ги истакнуваме. Така во самото тело нема неединство, туку органите еднакво се грижат еден за друг. Дали се грижиме ние или се грижиме сам си на себе, сам за себе. Кога еден орган страда, со него страдаат сите органи. Кога на еден орган му се оддава признание, со него се радуваат сите органи. Ој Исусе, од земјата до небесата. Сите заедно вие сте Христово тело. Тој ме напаѓа вака, било така било. Отвори на Фејсбук, постира вицеви, шеги со секс, оди таму во некоја заедница. Си раскажуваат приказки и канони, житија на светци, истории. А не умееш да застанеш, да клекнеш, да се поклониш на семокниот Бог, да му дозволиш да се насели во твоето срце. Секој поединец е орган во тоа Христово тело. Во Христовото тело, во црквата, Бог поставил прво апостоли, второ пророци, па се раздени луѓе, трето учители, и рече Бог нека биде светлина, и би, станат од 4. Снимаме завети. Ово е 497-миот. Уште 3 ќе биде, уште 4, 3, 5, трето учители, 500-тиот завет. Ако е нешто од Бог, ќе остане, ако не е од Бог, ќе исчезне. Понив се оние што прават чуда, оние што имаат дарба да исцелуваат, оние кои им помагаат на другите, оние што умеат да управуваат, оние што зборуваат на разни јазици. Но не си тоа ти. Ти си само сад за свечена или за секојдневна употреба. Кога ќе го научиш тоа на добра позиција си, зар треба сите да бидат апостоли? Та сите ли се апостоли? Не се. Та сите ли се пророци? Не се. Зар треба сите да бидат учители? Не се. Можат ли сите да прават чуда? Не. Можат ли сите да имаат дарба да исцелуваат? Не. Треба ли сите да зборуваат на разни јазици? Може ли секој да преведува друг јазик? Се разбира не. Стремете се кон поголеми дарби, да научиш да ги љубиш сите, а јас ќе ви покажам што е неспоредливо подобро од која и да е дарба. А тоа е да го отвориш срцето, да му дозволиш на Исус Христос да се насели со Отецот и со Духот. Тоа е едно нешто, само го раскажувам за да го разбереш. И да победиш, да останеш, да пораснеш, да се родиш во љубовта за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцата Исус, во Македонија Исус. Предавам се во твоите раце, татко мој, беге од Македонија, Сатано, во името Исусово, не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, од земјата до небесата, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, во срцето, Исусе и само Исусе, 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 бегај, Сатано, на колена пред семокниот Бог. Исус живее во моето срце, а ти самиот преиспитај се. Синко, немој да јадеш недостојно, зашто кој јаде недостојно, се враќаме повторно овде. О, Исусе, Исусе, затоа меѓу вас има многу слаби и болни, а некои дури почина. Прво писмо до Коринтијаните 11, бидејќи јадат недостојно 30.
Те сакам, Господе Исусе Христе. Дали Исус вистински пребива во Твоето срце. Амин. До Божиот царство небесно. Амин. И со мене отплата, секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе од живата